Големината на пласираната политичка идеја и незината реална имплементација се очигледно во сериозен дисконтинуитет, штом на првиот чекор се одстапува од реализација. Компромитацијата на генералниот курс на действување стана уште покомплексна, ако критиките за користењето на чужди јазици прераснуваат во апологетско средство за придобивање дополнителни симпатии. Првата замерка е едно зборување пред меѓународно. Вие подкрепяте ли договор за добрососедството меѓу Българија и веќе Северна Македонија? Се што може да биде позитивно и за двете страни, за двете части, и за едни и за други части, и за Македонија и за Българија, ние подкрепяме. И тука исто така не треба да има проблем. Второ пред членство, трето пред неопределење. ВМРО ДПМН потенцира и тврди дека неспособната влада на господина Зоран Заев потпише штетен договор со Република Бугарија. Оттаму драматиката околу способноста на едните или неспособноста на другите на политичкиот мегдан ја нагласува потребата за нивно постојано символично преиспитување. И тоа не само околу концепциите, туку во се. Иако можеби најпрво традиционално во однос на самодовербата, која веројатно ја сметаат за важен адут. А да ги мериме? Ги мериме кога сакаш. Ти кога сакате. Кога сакате. Утре, по список, ја ќе ги мериме. Па јас сум возрастен човек. Кога сте одлучени? Човек кој што има 40 години работно искуство. Прекаленоста е важна, но не и пресудна, иако во одредени ситуации таа влијае врз појаснување на категоризацијата и мерливост. Маркетичките трикови кои се карактеристика на поновите генерации сепак не минуваат така лесно преку системот на оние кои тоа ЕПП веќе го гледаме. А да вложиш во човечки капитал, не во тековните, во плати, него треба да имаш проекти како ќе ги способиш овие млади луѓе утре да бидат способни. Тога се тие капитал. Инаку се потрошувачи на капиталот. Понекогаш се појавува проблем при мерењето меѓу оние што сега ги прават листите на потрошувачи на капитал и оние кои се надеваат дека ќе ги пишуваат после 12 април. Иако е нејасна причината за одбивањето секретарски да се измерат, сепак се навива генералите од двете партии да си го проверат со односот. Секогаш сум ја прифатил поканата, а меѓутоа сега за сега до таков дуел, да кажеме, помеѓу мене и Николовски не е дојдено. Се надевам дека во блиски иднина дека истото ќе се случи. Сепак има и такви за кои нема потреба од прилагодување на какви било системи за проверка на импактот. Нивната големина е немерлива, а потврда за тоа е јавно им е издадена од еден од ретките врвни контролори на квалитет на авторитети. Со кој најтака ви одел муаветот и кафана да се направи, пијачка да се испие? Од сите овие еден некој најдобро. Два се не може еден. Два се? Два? Еднакви тука? Па и по карактерот и по се. Добро, кој се ти? Прво е Бранко Церенковски. Знаев дека Бранко ќе биде. А после Бранко Саша Мило. И на крајот, како и секогаш, последниот збор го има Тито. Лидери во Македонија, јас не гледам искрено за моите сваќања за лидери, имавме еден до сега, беше тоа во ликот Никиро Глигоров. Другите за мене се председатели на политички партии. Кај нас важечки еталон не од лошо, има и бетер. Разликата од председатели на партии до лидери е во тоа што овие вторите никогаш не се мерат и споредуваат со послаби од себе.